Добре дојдовте на часот по ликовно образование во нашата училница, кој што е посветен на учениците од трето одделение. Јас се викам Тања Стрејовска-Урумовска и сум наставник во одделенска настава во Основното училиште Вера Јоцич од Скопје. Наставната содржина која што ќе ја обработуваме на часот е секундарна боја, виолетова боја. На часот ќе сликаме со темперни бои на тема шари од различни нијанси на виолетова боја. Цели на часот се да можеш да разликуваш кои се примарни, основни, а кои секундарни мешани бои. Од овој час ќе научиш со мешање на примарните, основни бои, како се добива виолетова боја и нејзини различни тонови и нијанси. Ќе извежбаш подобро да применуваш сликарски материјали и техники на работа, ќе вежбаш да работиш самостојно, педантно и уникатно, ќе умееш да вршиш проценка на ликовните творби. Материјалите кои ти се потребни за работа се лист од блок, темперни бои од кои најмногу црвена и сина, палета за растворање на боите, четки и чашка за вода, подлога за педантна работа. Да повториме за боја. Како настануваат боите? Со одбивање и впивање на светлината, со прекршување на светлината низ така наречена призма, за тоа се најдобар пример капките вода по природата, од кои што после дождот со прекршување на светлината може да забележиме прекрасно биножито. Кои беа основни или примарни бои? Тоа се боите кои што постојат во природата без да ги мешаме од други бои. Црвена, жолта и сина. Нив, ако меѓусебно ги помешаме, ќе ги добиеме изведените или втори бои, кои што се викаат секундарни бои. Тие се виолетова, портокалова и зелена. Виолетова боја се добива од сина и црвена, портокалова се добива од црвена и жолта, зелена се добива од жолта и сина. Денес ќе научиме како се добива виолетовата боја. Виолетовата боја се добива со мешање на две основни бои, сина и црвена. Капка сина и капка црвена, кога добро ќе ги измешаме со четкичката, ќе добиеме виолетова боја. Виолетовата боја, рековме, се добива со црвена и сина, каде што црвената представува топлина, а сината е студена боја. Заедно добиваме виолетова боја, која што може да ја раствориме во разни нијанси и тонови. Виолетовата боја има многу нијанси и тонови. Тоа зависи од тоа дали има ставено повеќе црвена или сина боја, бела или црна боја. Со додавање на бела боја ги добиваме посветлите нијанси и тонови, а со додавање на црна боја потемни нијанси и тонови. Со повеќе црвена боја добиваме потопли нијанси на виолетова боја, а со додавање на сина боја добиваме поладни нијанси на виолетова боја. Какво е значењето на виолетовата боја? Оваа боја е многу ретка во природата. Таму каде што се појавува дава посебен изглед, и зрачи со посебна убавина. Затоа оваа боја ја нарекле кралска боја и е ретка боја која порано можеле да ја имаат само кралевите и кралиците на својата облека. Значењето на виолетовата боја е посебност, уникатност и храброст. Во Америка се доделува орден за храброст, кој е наречен виолетово срце. Ајде да цртаме виолетови шари. Да пронајдеме на сликата во неколку дезени
Во колку од нив има виолетови шари? Добро размислете. Ајде да ги пронајдеме. 1, 2, 3, 4, 5 дезени имаат виолетови шари. Ајде да видиме како ги разубавуваат виолетовите шари некои цртежи. Слободно може да си давате имиња на цртежите. Тука имаме и полесни и потешки шари, од кои што треба да си добиете инспирација за остварување на задачата на часот. И нормално на крајот имаме дезен на маска која што секојдневно ја носиме. Задачата е да нацрташ шари од различни нијанси на виолетова боја. Цртежот треба да ти е најмногу обоен во виолетова боја со нејзините различни нијанси и тонови. Виолетовата боја треба задолжително да ја добивате со мешање на сина и црвена боја. Може да има присуство и на други бои, но малку. Листот треба да биде исполнет целиот со боја. Шарите може да ги избереш сам. Да видиме што научивме денес. Научивме да разликуваме примарни и секундарни бои. Научивме дека примарни се црвена, жолта и сина, а секундарни бои, добиени од примарните, се портокалова, зелена и виолетова. Научивме дека секундарните бои се добиваат со мешање на примарните бои. Најважно, научивме дека виолетовата боја е секундарна боја и се добива со мешање на сина и црвена боја. Научивме како при мешањето на црвената и сината боја, а со помош на бела и црна, добиваме различни нијанси и тонови на виолетовата боја. Ви посакувам пријатна работа, а кога работиме по ликовно образование, убаво е да слушаме музика. Во однос на бојата денес што ја учевме, јас ви избрав една убава песна, која што може да ја слушате додека работите. Довидување!